второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Пуштена е првата фаза во домот за стари лица во Берово. Свечено во употреба го пушти министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Спортско-рекреативниот центар Пониква ќе добие паркинг простори, жичара, ски лифтови и изградба на патишта. Општина Пехчево успешен пример за успешно справување со расната дискриминација. Комисијата за заштита и спречување на дискриминацијата започна со отворени денови со граѓаните. Министерот Спасов денес ја пресече црвената лента на првата институција Дом за стари лица во Берово, а воедно ги посети и пензионерите кои користат бесплатен викенд во туристичкиот комплекс кај Беровското езеро. Денес во Берово се отворија вратите на Домот за стари лица доктор Иван Влашки, прв од ваков тип на истокот. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот Драги Наџински и пратеничката Сузана Секуловска ја пресекоа црвената лента на оваа општинска институција која има капацитет да згрижи 15 стари лица од регионот. Се работи за прв старски дом кој што е општинска јавна установа кој што се отвара во општина Берово, како што можете да видите едни навистина убави, квалитетни, модерни, современи услови за згрижување на старите лица. Верувам дека приоритет ќе имаат оние кои што имаат пониски примања и кои што се во потешка здравствена состојба. Позитивно е да се истакне што еден стари руиниран објект сега представува една модерна институција како резултат на ангажман на градоначалникот на општина Берово. Би сакал да му честитам за посветеноста, за наоѓање на доволно средства преку донатори за да се реновира целосно овој објект, додека пак Министерството за труд и социјална политика целосно го опреми објектот со соодветна опрема за 24 часовно згрижување на старите лица. Се работи за инвестиција од околу 140.000 евра во прва фаза. Од Домот за стари лица во Берово се подготвува и уште еден објект кој ќе биде втора фаза од овој проект помеѓу општината, инвеститорот и министерството. Повторно фондацијата Холандија, Македонија и општината направија договор за понатамошна соработка и ценејќи дека треба да има одржливост во работењето на проектот, а со овој капацитет одржливоста е сега на границите, се договоривме да изградиме уште еден објект за да го дуплираме капацитетот, со тоа што со зголемувањето на бројот на корисниците ќе има и финансиска одржливост на институцијата на објектите, а и ќе се овозможи поголем број на корисници да престојуваат во објектот. Вакви општински домови за стари лица ќе се градат и во други општини од државата. Инаку денес во Берово, во туристичкиот комплекс кај Беровското езеро, министерот за труд и социјална политика ги посети и пензионерите кои користат бесплатен викенд, кој е дел од проектот на Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија. За реализација на овој проект имаме за оваа година обезбедено и реализирано околу 10 милиони денари и продолжуваме со реализација веќе следната година. Односно би сакал да ги поттикнам сите корисници на пензија да ги информирам дека веќе се распишани јавните повици за аплицирање за бесплатен туристички викенд и за бесплатна банјско-климатска рекреација. Вкупно 5500 пензионери ќе можат во 2016 да бидат дел од проектот бесплатна банјско-климатска рекреација, 3000 пензионери дел од проектот бесплатен туристички викенд, односно вкупно 8500 пензионери. На пензионерите од Пробиштип и Крива Паланка им годи меѓусебната дружба и воздушната бања на чистиот Малешевски крај. Многу ни се допаѓа, многу е убаво. Многу сме задоволни. Прв пат користам и прв пат сум у овој крај, многу ми се бендисува. И Берово, и планината, и езерото, се е прекрасно. Многу сме задоволни од амбиентот кој што ни е понуден во овој хотел. Убаво се чувствуваме, најбитно е што се дружиме и така сакаме и друг пат да добиеме можност да одеме пак на друго место.
Градоначалникот Начински горд што туристичките комплекси во Берово се користат и за вакви крупни проекти кои за пензионерите многу значат. Ние како локални самоуправи, како општини се трудиме да си ги промовираме општините, поготово тие кои како приоритет го развиваат туризмот како стопанска гранка и мислам со тоа што и Берово е одбрана од страна на Министерството за труд и социјална политика како туристичка дестинација за посета на пензионерите и учество на тој проект, мислам дека најдобро можат тие да го промовираат туризмот, да ги промовираат убавините на Малешевијата. За пензионерите значи уште еден проект кој е многу добро прифатен, уште повеќе што еве и сега додека трае конкурсот за идната година има големо интересирање, се јавуваат во Сдруженијата на пензионерите, во фондот и така натаму. Мислам дека ќе има сигурно над 20.000 пензионери што ќе конкурираат за овие 3.000 луѓе што ќе користат тој бенефит идната година. Проектот за бесплатен туристички викенд продолжува и во 2016 година, најави министерот Спасов. Општина Пехчево представува пример за успешно справување со расната дискриминација, за надминување на дискриминацијата и по други основи. Комисијата за заштита и спречување на дискриминацијата започна со отворени денови за граѓаните. Дискриминацијата е една од најредовните нус појави во општествениот живот. Иако нејзиното искоренување во пракса се граничи на работна научна фантастика, сепак одлични се примерите за нејзина елиминација, особено во делот на расната дискриминација во општините со мешана етничка структура на населението. Мислам дека немаме расна дискриминација од причина што процентот на вработени во комуналните предпријатија, јавните институции и општината е поголем од процентот на граѓани што ги има од ромска популација и турска популација, а од друга страна соживотот што го гаеме веќе по многу години е на добро ниво и мислам дека сите се прифатени и живеат заедно со нас, израснали и како ученици уште од основно училиште па и понатака. Сепак историјата памети примери на останати видови дискриминација кои со текот на годините полека се елиминираат. Пред неколку години имавме преку наши истражувања, анкетирања дека не сака да одат во полиција зашто полицајецот вика ти си крива, не сака да идат во центрите за социјални работи зашто на те палите мажот. Мислам така наидува на исмејување. Тоа мислам дека со време и со постојани вакви едукации, донесување на закони и односот на персоналот, на вработените во овие институции се променува, така да се поголем број се пријавуваат. Многу често имаме состојба, особено оние интервјуа првично, при самото интервјуирање за работа, дали сте во врска, дали сте мажена, ќе раѓате едно дете, колку деца, со кое право. Никој нема такво право, бидејќи законот обезбедува замена. Имате породилно лицество, распишувате конкурс, примате друго лице во тој период. Отворените денови со Комисијата за заштита и спречување на дискриминацијата се одлична можност граѓаните од регионот навреме да ја препознаат и истата да ја пријават. А дојдовме до идеја и сите опција не поддржува во тој дел да имаме така наречени отворени денови во општините. Значи веќе ова е четврта општина Пехчево. Не секоја неправда значи дискриминација. Мораме да имаме три елементи испочитување, да имаме основ кој што ги има 19 во законот, мора да имаме нееднаков третман и да имаме споредливост. Значи јас за одредена слична ситуација сум добил право, некој граѓанин не го добил тоа право. Значи нееднаквиот третман да го апострофираме, да им кажеме на граѓаните дека постоиме, имаме закон, има механизам за заштита кој што постапува, да ги охрабриме, не се наплаќаат услугите, било како може да достават до нас. Инаку досегашното искуство вели дека од 350 представки поднесени до Комисијата за заштита од дискриминација, во 30 случаи констатирано дискриминација, а од нив 28 се добиени, додека за 2 се уште се води судска постапка. Според податоците на Државниот завод за статистика, во вториот квартал од годината има голем пат на невработеноста во државата и истиот се наоѓа на историско најниско ниво, односно 26,8%, потенцираше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при денешната посета во Берово. Со сите проекти кои што се реализираат изминатиот период пред се од страна на владата на Република Македонија, а имаат за цел намалување на невработеноста, отворање на нови работни места, како што е проектот Македонија вработува, преку кој што досега за само 4 месеци и околу 10 дена се вработија вкупно 5823 лица од целата Република, проект кој што дава исклучително
исклучителни резултати кои што продолжува да се реализира и кои што и понатаму ќе влијае на намалување на невработеноста во нашата држава. Проект кој што само во општина Берово досега отвори 60 работни места за само 4 месеци. Проект кој што во Делчево и Македонска каменица отвори над 120 работни места и проект кој што и понатаму ќе продолжи да влијае на креирање на нови работни места, меѓутоа и поголема поддршка на приватниот сектор, односно значителни субвенции од страна на државата за развој на сопствениот бизнис. Исто така и преку оперативниот план за вработување, преку активните мерки како што е грантот за самовработување, само оваа година досега се поддржа 500 приватни компании, односно со грант средства да се отворат нови приватни компании. До крајот на годината очекуваме оваа бројка да достигне околу 1000. Исто така со мерката за вработување на млади до 29 години со една година ослободување од плаќање за придонеси за приватните компании, за околу година и пол се вработи околу 9600 млади лица. Сите овие мерки, како и новите странски инвестиции, отварањето на нови фабрики широм Република Македонија влијаат да се создадат нови работни места во повеќе општини во нашата држава, да се намали невработеноста на територијата на цела Република. Спортско-рекреативниот центар Пониква ќе добие паркинг простори, жичара, ски лифтови и изградба на патишта. Центарот за источноплански регион и останатите општини ќе бидат во фаза на изноѓање финансии за реализација на овие проекти. Во завршна фаза на реализација изградбата на патишта и паркинг простори во спортско-креативниот туристички центар Пониква. Во Центарот за развој на источниот плански регион се изготвува техничка документација за околу 20 км патишта и поголем дел на паркиралишта во Пониква, кои се неопходни, особено во екот на зимската туристичка сезона. Во моментот она што е изработено е елаборати за геомеханички истражни работи за делот на Кочани, на општина Кочани и на општина Пробиштип, се изработи основниот проект. Во моментот се извршува ревизијата за истиот, имено станува збор за проект со буџет од околу 25.000 евра. Средствата се донирани од страна на Европската унија, управувани преку Германското друштво за техничка соработка ГИСРЕП, ред и имплементирани во нашиот источниот регион. Проектот е значаен за овој регион, бидејќи она што недостасува во делот на развојот на зимскиот туризам е токму збогатување на инфраструктурата на единствениот зимски туристички центар на истокот Пониква. Источнопланскиот регион работи уште на еден проект што се однесува на Осоговските планини. Станува збор за жичарница и ски лифтови. Се работи за техничка документација за изградба на жичари и ски лифтови. Основниот проект е во завршна фаза и останува да се изврши ревизијата на овој основен проект. Значи комплетно целата техничка документација треба да биде комплетирана до крајот на овој месец. Купната вредност на изработката на техничката документација заедно со ревизијата на основниот проект е со вредност од 25.000 евра. Во наредниот период, Центарот за источнопланскиот регион и останатите општини ќе бидат во фаза на изноѓање финансии за комплетна документација и изградба на овие жичарници и ски лифтови. Ваквите проекти се од мощне големо значење за регионот и државата, а со инвестирањето во ски центарот Пониква, бројот на гостите постојано расте. Тимот составен од 2 наставника и 20 ученици од основното училиште Раде Кратовче од Кочани, кои учествуваа на меѓународната конференција во Романија во месец јули, се вратија со позитивни оценки. 2 наставника и 2 ученика летово во месец јули ја представија општината и незините природни богатства и култура во Романија на меѓународна конференција. Тие беа единствени представници од Македонија меѓу 80-те земји, што представува вистински успех како за општина Кочани, така и за вработените од ово основно училиште. Во периодот од 9 до 12 јули во Романија нашето училиште заедно со двајца наши представници, наставниците ментори Анита Стојанова и Бранка Тасевска и двајца ученици Благо Јананиев и Петар Левков зедоа учество на меѓународната конференција, екоконференција која се одржа во Букурешт.
На оваа конференција учество зедоа 85 земји од целиот свет со 100 представници, а нашето основно училиште беше единствениот учесник и представник од цела Македонија. За оваа цел, претходно нашите наставници спроведоа истражување во Осоговскиот регион. Истражувањето беше за 3 растенија и 3 животни карактеристични за Осоговскиот регион. Преку ваквото истражување, нашите наставници со учениците заеднички изготвија брошура, која истата беше презентирана на меѓународната екоконференција во Букурешт. Ваквото истражување, поточно нашата брошура, стана дел од книга во која влегоа сите истражувања презентирани на меѓународната конференција во Букурешт со наслов Природата и културата. Од училиштето најавија дека оваа учебна година ќе се работи и на друг проект во кој ги вклучи општината. Новина во оваа учебна 2015-2016 година е тоа што општината Кочани заедно со нашиот градоначелник Радко Димитровски не поканија, поточно не удостоија како партнери во проектот Растеме со природни ресурси преку програмата Еразмус Плюс, кој проект е одобрен од страна на Македонската национална агенција. Голема благодарност до општината и до нашиот градоначелник, секако дека со нашите престојни активности ќе ги оправдаме нивните очекувања. Се планира на 28 септември за потребите на овај проект да се одржи иницијален состанок, чија цел ќе биде воспоставување на организацијската структура, формирање на заеднички тим, како и подпишување на правни договори со партнерите на овој проект. Од нашето училиште веќе имаме формирано 2 тима од одделенски и предметни наставници, како и координатори кои заеднички ги учествуваат во сите престојни активности. Вакви проекти ќе продолжат да се реализираат и во иднина, се со цел да се представи нашата општина во најдобро светло и да се презентираат природните богатства и културата во Кочани. Филмската академија во Охрид вчера беше свечено отворена. Институтот за филм ќе биде придружна членка на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Филмската академија во Охрид вчера беше свечено отворена. На академијата студентите ќе можат да конкурираат на 2 катедри за сценарио и продукција, кои ќе работат по акредитирана програма, целосно превземена и адаптирана од Филмската академија од Прага. Сите заинтересирани студенти ќе можат да аплицираат од 11 септември до 4 октомври на официјалната интернет страна на академијата, на која треба да ја пополнат поставената апликација. Комисија од професори ангажирана од Филмската академија ќе направи селекција на 13 и на 14 октомври, а во ноември се очекува да започне студиската година. Институтот за филм ќе биде придружна членка на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Она што вчера беше најавено од министерот Ристовски дека од идната година се очекува проширување со дополнителни 2 катедри и дека Министерството за образование и наука за оваа студиска година ќе доделува 20 стипендии, по 10 за сценарио и продукција на студентите. Хуман гест пред повеќе од 40 години пред зградата на улицата Панче Караѓозов. Беа насадени повеќе од 20 липи од страна на 86 годишниот Салим Еминов, кој до ден денес ги одгледува. Пред повеќе од 40 години пред зградата на улицата Панче Караѓозов, спроти пинг-понгарската сала, беа насадени 20 на липи. Лично ги насади сега 86 годишниот Салим Еминов, кој цело време се грижеше да не бидат жедни и ги пазеше од несовесните граѓани, додека да се оформат во вистински стебла. За овој ретко хуман гест на човекот од улицата Панче Караѓозов се сеќаваат неговите соседи. Тие велат дека ретко се раѓа човек како Чичко Сали. Он беше, да ти кажам, многу мирен човек и сега е. Јас с него многу вака убаво стоам, стар човек, секој пат е примирен, поздраве и се. Да ти кажам, ретко ги има. Од таа страна он ги сади тие, а овие од тука на оваа страна неш он сади, неш овај методи тука исто и у вас гада ја исто седам. Гадрџијата е така, знаете го. И неш он сади, нешо Истар сади. И така, се мали беа, те и пораснаа големи сега. Убаво сенки, има супер, за меракса. Он ги вадеше сама, донесуваш со туби вода и беше раскопал околни и он ги се вадеше со туби. Денес ретко кој се грижи за животната околина. За жал повеќе се оние кои имаат други намери. Се овие младите не работат, овие сега неќат више да работат. Само гледаш што ти да направат, да не да ти тоа. Тие сенки тука имаше клупи, не знам, несовесни луѓе, искрдеа ги. Нема клупи тука, ниското, дека горе високото, а дење, знаеш, идеш од пазар, тука е сенка, секој седне од море малце за нагоре, оние што живеат луѓе. Сега нема, само една клупа остана.
Тие клупи тука што се чедара, што е за седење, веќе колку пати ги прават и па ги кршат. Кошовето само ја живеем туку горе, згледа се гледа, рипнат са скршат ги. За некогашната љубов, липите не сака веќе да зборува ниту човекот кој некогаш со љубов ги негуваше насадите со липи. Вели дека му додело оттапкање по рамо. Никој досега не се сетил на соодветен начин да му одаде признание за гестот по кој се слушна за Салим Еминов. Повеќе од 100 луѓе загинаа при несреќа во Мека кога врз една од најголемите џами падна кран вклучен во градежните работи за реконструкција и проширување на светото место на муслиманите. Голем дел од жртвите се претпоставува дека се странски државјани дојдени на аджилак. Според првичните сознанија до несреќата дошло поради силното невреме и бурата која траела само половина час. Муслиманите се собираа на хаџ во светите муслимански места пред празникот Курбан Бајрам, кој ќе биде на 23 септември. Десетици илјади луѓе ќе излезат денеска на улиците низ европските градови со цел со денот на акцијата да изразат солидарност со бегалците, додека истовремено се најавени и повеќе антимиграцијски протести. Само во Лондон околу 90.000 луѓе најавија дека ќе учествуваа на собирот за поддршка на бегалците, додека слични настани се предвидени и во Берлин, Виена и Лисабон. Пловна капсула на вселенскиот брод Сојуз ТМА-16М слета успешно во Казахстан, објави РИА Новости. Со Сојузот од меѓународната вселенска станица на земјата се вратија рускиот космонаут Геннадий Падалка, космонаутот од Казахстан Ајдини Аимбетов и астронаутот од Данска Андреас Могенсен. Капсулата се приземи во реонот според проценката на 146 км југоисточно од градот. Хуманитарен надпревар во мал фудбал ќе се одржи на спортскиот стадион Джексон за помош на младиот Иван Стојанов. Надпреварите ќе се играат денес и утре. Екипите кои ќе зедат учество ќе платат котација од 1000 денари, кои ќе бидат префрлени на сметка за помош на нашиот сограѓанин. Најдобрите екипи ќе добијат награда, а за присутните на трибините ќе има и музичка програма. Црвен крст преку клубот на млади ќе учествува во хуманитарниот турнир во фудбал, кој што ќе се одржи на 11 и 12 септември, сабота и недела, со што средствата кои што ќе се соберат ќе бидат донирани за помош на Иван Стојанов. По непријатната повреда на рамото која го оддалечи 9 месеци од татамите, Мартин Стојменов се врати на шампионските патеки. На изборниот турнир, односно државното првенство за кадети, јуниори и јуниорки до 21 година, Мартин Стојменов го освои првото место. Тој во категоријата до 60 килограми, јуниори до 21 година, извојува 3 победи и се искачи на највисокото место на пиедесталот. Арената во Лил, Франција има капацитет од 27.500 гледачи и тука ќе се одржуваат надпреварите од 8 на финалето на Евробаскетот. Доколку трибините бидат исполнети до самиот крај, тоа ќе биде рекорд на еврошампионатите. Стадионот вреди 282 милиони евра, отворен во август 2012 година, а на него настапува францускиот фудбалски клуб на Лил. Новој стадион воедно наредната година кога Франција е домакин на Европското фудбалско првенство ќе се одржат 6 надпревари. Денес 12 септември ќе играат екипите на Франција и Турција, Летонија, Словенија, Шпанија, Полска и Грција, Белгија. Утре 13 септември Србија, Финска, Хрватска, Чешка, Израел, Италија и Литванија, Грузија. Гледаме утре. Имајте пријатна вечер.